Почитуване колежки, се обидувате да ги амнестирате оние кои што се најмногу одговорни. И релативизирате работите, дека нешто се случува, дека имаме некоја реформа и дека нешто имаме во позитива. Од целокупниот мој говор, кој што го имав, ви потенцирав дека оние надлежни, релевантни институции, меѓународни, нотираат дека сме на дното во однос на спроведување на законите и во однос на правосудниот систем. Не го кажувам јас ова, не го кажува ВМРО-ДПМН, не го кажува опозицијата. Ова го кажуваат меѓународни организации кои што се надлежни да го следат спроведувањето на приближувањето на Република Македонија кон Европската Унија во однос и на отпочнување на преговорите, секако овие се едни од најкритикуваните поглавја. Зошто го потенцирам ова, бидејќи се обидувате и самата, рековте, бидејќи сте по вокација правник и адвокат, многу ви се јасни работите кои што се случуваат. И затоа знам дека ги знаете суштински што се случува, меѓутоа се обидувате да ги релативизирате и да ги амнестирате од одредена одговорност оние кои што се најповикани да ги спроведат овие реформи. Во ситуација кога самите потврдите дека состојбите во судството и правосудниот систем се лоши и секогаш велите ова ќе се направи, вака ќе се направи, почитувана колешки, помина многу време. Многу време сме во овој транзиционен период за правосудниот систем, а целосно секако и во однос на транзициониот систем во државата. Во овој дел немаме никаков напредок. Имаме уназадување, ви потенцирав. За жал, уште еднаш ќе повторам и во наредниот извештај ќе го видиме тоа од самите оценки за напредокот од страна на Европската комисија ни се нотирани. Transparency International, секогаш го спомнуваме. Сите го имаме слушнато и сите го знаеме. 111-то место. Перцепција за корупција. Не јас, не вие сме ги дале податоците таму што се случува и како се случува. Истите имаат соодветни извори од каде што ги црпат и не декларираат други меѓународни организации како хибриден режим. State Department од почитувана колешке ни вели и не укорува, односно ја укорува директно извршната власт и владата и целокупниот правосуден систем дека има корупција во високите кругови и од страна на високите функционери во самата влада. Тоа го потенцира во извештајот. Ова е директен укор од страна на State Departmentот дека посериозно, односно многу сериозно мораме да се позанимаваме со овие ситуации и со овие реформи. Но не можеме да бидеме оптимисти дека нешто ќе се направи, ако пред неколку месеци имаше огромни скандали, повторно и ја тресаше македонската јавност, самиот начин на прием во Академијата за суди и јавни обвинители, начинот на тестирање, односно фирмата која што ги тестирала, секаде имало пропусти во одреден дел. Ова бевме сведоци, недозволиви се вакви скандали во институција каде што треба да излегуваат кадрите кои што треба македонскиот правосуден систем да го стават на здрави нозе, истите да бидат независни од политички влијанија и од било какви други семејни врски и притисоци кои би дошле на нивна врата, а секако штом тргнале по овој пат, кога тогаш ќе се најдат под притисоци и доколку не се подготвени, а нема да бидат подготвени ако знаеме дека имало наместени тестирања и дополнително ова го обременувате со самото законско решение за измена и дополнување за Академијата за суди и јавни обвинители, каде што предвидувате наместо тоа што го потенцираше председателката дека се обидуваат субјективниот фактор, односно ексклузивните права поединци да одлучуваат во одредени ситуации,
да се елиминира, овде вие ги зголемувате, односно човечкиот фактор и дискреционите права на комисиите и оние кои што се таму, ги зголемувате во однос на оценување кој ќе биде слушател на оваа академија, а од овде мораме да ни биде јасно дека со од почеток една работа кога е криво настроена, уште од самиот почеток и самиот финален производ ќе биде криво настроен. Тоа значи имаме далекосежни последици по однос на сите овие реформи, бидејќи од самото почнување на слушање, односно слушатели на академијата, до нивно усовршување, завршување, вработување, дали во јавно обвинителство или во судство, истите ќе бидат подложни на притисоци на оние кои им завршиле работа. Затоа мораме и морате да се одважите и да кажете дека не одите работите како што треба. Да, вие декларативно велите ние се залагаме, меѓутоа помина долг период. Немате ништо направено, имаме само уназадување. Европската комисија ова ни го нотира, не ние. Европската комисија ни нотира дека имаме уназадување, немаме ништо од унапредувањето на овој систем. Повторно ви потенцирам, ако имавте честна намера, тука е вклучена и судскиот совет, бидејќи тие се тие кои што ќе ги избираат судиите во македонските судови, а кадрите ќе ги црпат токму од академијата. Пред неполни 4-5 месеци бевме сведоци на едно, како да го наречеме, шоу овде, го пуштивте законот по редовна постапка, за 10 дена го повлековте, истото законско решение до точка и запирка го пуштивте со европско знаменце. Која е таа несигурност која што ја имате во она што го предлагате, зборувам предлогот од владата, значи која е оваа несигурност во собственото решение кое што го предложивте и како ние, опозициони пратеници, од овде потенцирам, никогаш не сме консултирани или вклучени во изготвување на едни вакви стратешки законски решенија, од кои што ни зависи целосно иднината на државата, немаме информации како ние ќе бидеме сигурни во вашите намери, кога за 10 дена, потенцирам, без никакво образложение дека станува збор за усогласување со одредена регулатива или директива од Европската Унија, вие го променувате основот и постапката за донесување. Од старт пројавувате сомнеж во собственото законско решение, пројавувате сомнеж во јавноста и ова перцепција ја зголемувате. Не 72, и 90% ќе стигне перцепцијата кај граѓаните за недоверба во правосудниот систем со вакви ваши потези. Затоа ви потенцирав за тестирањето во академијата и за законското решение кое што го предлагате, каде ја зголемувате субјективноста на оние членови при одлучување за прием на слушатели на академијата, наместо да се движиме и да имаме тенденција кон намалување на човечкиот фактор. Со парцијално решавање на одредени законски решенија, кои што сакавте да ги наметнете како одредена реформа, јас потенцирав и самата Европска комисија констатира дека во огромен дел имаме добри закони, но проблем е спроведувањето. Немаме спроведување. Ни треба интегриран систем за системско решавање на ваков систем. Не само судовите се оние спектарот на институции кои што го сочинуваат целиот овој правосуден систем и не само судовите и судиите се виновни за перцепцијата која што имаме. Вклучително од највисоките судови, па се до стручните соработници кои што се во судовите, судскиот совет и сите други надлежни институции како што се јавното обвинителство на Република Македонија, инспекцијските служби, целокупниот државен апарат е оној систем кој што е виновен за создавање на ваква перцепција. Меѓутоа, повторно потенцирам, во алката на Синџирот, врвот е во судскиот совет. Одговорноста за ваквата состојба во судскиот систем, во правосудниот систем е во
совет. Впрочем, и ова му е намената. И со неговото донесување на законот за судскиот совет и конституирање на вакво тело е она кое што треба да биде врв на се она што го зборуваме ние, истите по вертикала да се спроведуваат на сите нивоа, за да имаме резултат. Меѓутоа, ова не можеме да го видиме во последните години, немаме никаков напредок, имаме само уназадување. Се повикавте на тоа дека од страна на Министерството, односно Министерството за правда, доставило 38 представки. Па министерот е член таму, без разлика што не гласа. Значи, 38 представки, тоа значи дека од огромен, да не речам, илјадници предмети за кои јавноста дебатира, иако ќе се согласам во дел од тие имаме и дневно политички случувања, меѓутоа во најголем дел од овие предмети имаме сериозни нарушувања. Да не ги коментираме од овде. Меѓутоа, 38 представки биле унапредување, поднесени 38 представки од Министерството за правда, било некој успех на Министерството до Судскиот совет за разрешување на илјадници предмети кои што претходно разговаравме и се повикавте дека се намалени предметите кои што се постари од 3 години, 7 години, од 10 години. Не, почитувани колешки. Недозволиво е предмет да стои 10 години и да му се чека за стареност. И тие 149 предмети се многу. Од тие 149 предмети, 150 или 149 фамилии страдаат. Можеби и генерацијски повеќе луѓе може да страдаат во неостварување на ваквите права или остварување на противправно стекнат имот и одредени права. Недозволиво е да имаме вакви предмети, бидејќи сите сме сведоци, и ако зборуваме за експедитивност во правдата, со 10 годишни постапки, секој еден го дестимулирате за било кое собствено право, кое што треба да го оствари во судовите, да се дестимулира да пристапи кон остварување на своето право. Ова е доведено до ваква ситуација, бидејќи граѓаните не веруваат во судовите, вклучително и сите други органи кои што го сочинуваат правосудниот систем. Меѓутоа, повторувам, извештајот е на Судскиот совет, вие сте врвот кој што треба да ги разгледате ваквите ситуации и да пристапите кон нивно системско решавање, а не со парцијални законски решенија, каде што изигрувајќи ја постапката овде во законодавниот дом, ги заобиколувате за да дојдете до нешто посакувано, а самите не верувате во тоа. Повторно ве прашувам, која беше ова недоверба за да ги заобиколувате овие постапки? Па седнете, побарајте не, ќе разговараме, можеби нема да се усогласиме во се. Меѓутоа, има начини каде што можеме да се најдеме се со цел ваквите извештаи да не ги гледаме повторно. Бидејќи од исклучително значење и за мене, и за вас, и за секој поединец, за секој граѓанин во Република Македонија да завладее правото да имаме правда. Друга работа на која што реплициравте беше дека имало недоволно суди и обвинители. По бројките и статистичките податоци кои што ги имаме, да, има одредено намалување, меѓутоа, повторно потенцирам, вие сте адвокат, почитувана колешке, колку надлежности се оттргнати од судовите? Самите сте сведоци. Знаете. И уставнинските постапки. Порано и извршувањето. Имаме големо олеснување во однос на одредени предмети на судовите, меѓутоа потенцирам уште еднаш. На почетокот кажав, во однос на финансиската структура, вработување на суди, стручни соработници, служби, не представува проблем и никој нема да го зема за зло, бидејќи со решавање на макар еден предмет со милионски суми, сите овие трошоци во овој буџет може да се покријат. Знаеме дека со решавање на само еден ваков случај ќе се покријат. Затоа
повторувам дека сум на ставот, нема да зборувам за финансиската состојба, бидејќи се што треба да му биде овозможено на правосудниот систем, на судскиот совет, на судовите, да можат да се доекипираат за да воспоставиме правда, доколку ова е условот, меѓутоа не е ова услов. Не значи дека овие суди кои се овде не треба да си ја работата и да имаме неажурност на судовите и да имаме неажурни судии, бидејќи имало недостаток од 5, 10, 15, 20 суди. Не е овде оправдување. Сите со самото вработување си ги знаат правата и обврските, а не председателот на судот да потенцира ќе им укажеле на последиците кои ги исследуваат доколку не си ја извршуваат работата. Непоимливо за студент во прва година на правен факултет дека треба председателот на судот да му потенцира на судијата дека го следуваат санкции доколку не си ја извршува функцијата. Се повикавте на тоа дека биле постари предмети, иако јас ја повикав председателката да се консултира и да ми даде одговор во однос на извршните исправи и решенија за сумата која што таму се умпува од 10 милиони евра. Потенцирав информацијата ми беше конкретно кажувам од министерот на Комисијата за финансирање и буџет, каде што беше потенцирано дека станува збор најголемиот дел дека се по основ на исплати за повреда на човекови права, за повреда на одредени судски постапки од пресудите од Страсбург. Вие се повикавте дека станува збор за трошоци од поранешни предмети или слично. Почитувани колешки, 5-та година сте на власт. Знаеме дека одредени постапки траат по неколку години. Меѓутоа, ова ви е смислено сценарио да можете во еден квартал, односно со ребалансот за 3 месеци да исплатите вакви суми. Сигурно не стигнаа сите овие пресуди за само 3 месеци да бидат исплатени 10 милиони евра. А почитувана председателка, ќе ве замолам да не дофрлувате од место, бидејќи вие водите седницата и треба да бидете пример како треба да се однесуваат претениците во оваа сала. Друго прашање на кое што сакав да го поставам до вас, бидејќи повторно ќе потенцирам, застапувате странки, сте упати и многу добро ги знаете овие работи. Дали од овие средства голем дел отпаѓа на трошоците за спроведување на законот за управни спорови? Зошто ви го потенцирам ова? Вие можете да ми одговорите, бидејќи повторно кажам сте адвокат. Во постапка на оптужување пред управен суд, доколку станува збор за одреден државен орган, кој што е впрочем и самата постапка таква, истиот се појавува како странка, но нема право на жалба до Виш управен суд. Се воспостави присуство, одржување на одредена расправа во управните постапки и во управните судови, каде што се определуваат одредени трошоци, а станува збор за милионски предмети во управна постапка. Истите се стимулираат во најголем дел да превземаат постапки на оптужување на одредени конкретни управни акти, а овде на самиот орган не му се дозволува како странка да биде да поднесува жалба до Вишиот управен суд, каде што може со промена на одлука и овие трошоци кои што се за застапување и по однос на целата постапка би се намалиле, бидејќи доколку Вишиот управен суд утврди дека имаме недостатоци во кај управниот суд, овие трошоци нема да бидат наплатени, а овде со спрегите кои што ги имавме и со довербата со 5000 предмети ставени во фиока во управниот суд, замислете колку предмети имаме вакви и дали овие средства се дел од овие средства по однос на исплата на овие трошоци. Конкретно знам дека сте запознаени, така да очекувам конкретно да кажете на ова, доколку не, овде и председателката на Судскиот совет може исто така да ни објасни. Имавме, сега мораме да нафрлиме и некои конкретни случувања кои што немавме никаква разрешница.
едно од овие преслушкување на јавното обвинителство на Република Македонија. Немаме никакво известување во јавноста што се случува таму, дали се покрена одредена постапка, дали имаше некоја истрага, дали имаме некој конкретно донесена одлука, бидејќи ако дозволило да се прислушкува јавното обвинителство на Република Македонија, без разлика кој што го направил, располага со одредени податоци за внатрешните случувања во самата институција и е недозволиво да, ако е покренато ова, да немаме разрешница за вакви крупни проекти. Зошто? Бидејќи од овде тргнува и самата перцепција кај граѓаните, дали понатаму истите за собствените права да се повикуваат на судски постапки, да се повикуваат на судовите и да очекуваат правна разрешница од ова. Во однос на представките кои што ги рековте, само ви потенцирав дека станува збор за 38 од министерот, меѓутоа од агенциите при влада имаме 7, од Државна комисија за спречување на корупција 6, од јавно обвинителство, иако е странка во постапките пред судовите, немаме ниту една представка. Ова значи или е се розево, или не се заинтересирани и немаат воопшто доверба истите во судскиот совет. Бидејќи знаеме дека во одредени постапки, всушност и функцијата на јавното обвинителство е како странка во постапки. Немаме ниту една представка. Тоа значи дека или е се розево, меѓутоа другите извештаи не кажуваат така, или воопшто не се замарат со нив. Но немаме повратно што од овие представки. Ова е, знаете како, карта во еден билет. Се доставува представка и тука завршува нашата обврска, обврската на судскиот совет, истиот ја разгледува, што имаме повратно, колку од овие представки се основани, колку се неосновани, за што станува збор и дали имаме конкретни чекори превземано против одредени суди, судови, други оние кои што се инволвирани во вакви случаи, каде што имаме по нив поднесено вакви представки. Затоа, уште еднаш ви потенцирам дека немаме никаков напредок, а тоа дека сте имале волја да решавате нешто, ни оддалеку нема политичка волја за решавање на проблемите. Единствено се вртите во круг и адхок решавање на поединечни проблеми, поединечни постапки, каде што се занемаруваат и доказите во постапките, каде што со конкретни пим мерки, истите не се квалификуваат, не се признаваат за докази, а одредени други докази по мислење на на апелациони судови, без да дојдеме до мислење до врховни судови, се земаат за докази, се толкува онака како што сакаат. Меѓутоа, ова произлегува од она што немаме никаква одговорност за оние суди кои што се дрзнуваат ова да го прават, а потоа имаме пресуди од меѓународните судови, државата плаќа, одговорност немаме никаква. Ви кажав, се тргна одредбата дека ова треба да представува основ за разрешување на суди, доколку има одреден број или на било кој начин да се формулира одредбата, колку од овие представки, односно од овие одлуки на меѓународните судови, на одреден судија, каде што сме сведоци дека се сторуваат за најчесто зборувам, за истите судии кои што превземале одредени чекори на ставање во фиока на предмети, судење во разумен рок, а од извештајот на народниот правобранител конкретно утврдивме дека и Врховниот суд не го почитува начелото на решавање во разумен рок, а всушност имат надлежност истите сега да постапуваат во вакви предмети. Ова го констатира народниот правобранител. Дека истиот не ги почитува начелата, односно начелото на судење во разумен рок, сега надлежноста е кај него да ги нотира и да ги постапува ваквите предмети. Ве молам да ми одговорите на овие прашања кои што ви ги поставив и да продолжиме
ако имате политичка волја, како што велите, на заеднички начин да излеземе од овде, без заобиколување на собраниските процедури, да се поставиме на позицијата на која што е доблесно за ваков законодавен дом согласно Уставот и да направиме измени во одредени законски решенија кои што не ни се довршени во реформите, но да ја засилиме имплементацијата на веќе донесените решенија. А вака, со вакви постапувања, ни оддалеку не се приближуваме кон овие стандарди. Ви благодарам. Благодарам, колега Дејанчо. Реплика уште една.